Здраво, драги пријатели, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме заедно со мене, Зоран Мишевски, Евротип спортски облажувалници. Веќе зафати есен, температурите спаднаја, мислиме дека ја чувствуваме таа атмосфера кога треба малку да се здружиме, си гледаме фудбалски, ракометни надпревари, различни спортови заедно некако. Билтеноте се подебели. Да, петок е билтеноте се подебели. Веќе е трета етапа на наградната игра за 100.000 денари, значи 11 евро шанси за 100.000 денари. Веќе трета етапа, двете етапи поминаја, првиот добитник е од Битола, честито со здравје си ги трошиш парите, вториот добитник е од Штип. Не знам, ајде да прогнозираме каде ќе биде третиот, Зоки. Среди тоа што претходниот тикет не ни беше нешто успешен, од 5 утакмици погодивме 2-3 неуспешно, али ајде да погодиме каде ќе биде следниот добитник. Пак Пелагонија, Битола или Прилеп, така моја прогноза. Јас билам гостивар, кладели, ајде. Али твојот коефициент е поголем. Така бе. Колку има кладеници во Гостивар, колку има? Во Гостивар има една, ама ќе има и други. Во тек се отварат и нови уплатни места на Евротип. Значи 7 плюс е твојата. 7 плюс е твојата. Не заборавајте да ги сваите Евротип клуб картичките и да ги оплатите преку нив тикетите. Отворете на евротип.мк, креирајте брз тикет и запомнете само шифрата и на кој да било уплатно место само кажете шифрата и таму тикетот ве чека. Смислувајте најразлични игри, нема потреба да играте само на еден тип на спорт, играјте на различни спортови, без разлика некоја утакмица ако ве падне, пак учествувате во наградната игра, шансите се ваши да направите добитен тикет за 100.000 денари. Не играјте на конечен резултат, играјте на голови, на стрелци. Ова се мали винди. На жолти картони, на се. Зоки, ајде да видиме како беше претходната недела според тебе, едно стручно вистење, кажи ни што ти проживеа? Реал пак те падна Реал? Реал пак е падна Реал. Пошто Реал против Бриж дома имаше 0-2 на крај 2-2 и го славеа како победа, бидејќи втор пораз можеше комплетно да испаднат од Лига шампиони. Лигата на шампионите ова недела беше турбулентна, многу голови, многу пресвати, изненадувачки резултати, тешко за играње, за прогнозирање. Да толку повозбудливо за гледачите. Да. И оно што претходниот пат го кажавме, изразите фаворити како што некогаш беа, не знам, Бајерн, Реал, Барса, сега ги не се толку, бидејќи нивното ниво е малку пониско, другите ги стигна и сега секој игра и затоа не чудат и некои резултати од овој тип. Интер водеше едно полувреме, играше многу добро на Камп Ноу против Барселона, Бриж сензационално против Реал Мадрид, па Наполи беше голем фаворит во Генк, не успеа, само 0-0. Бенфика губи 2 надпревари и тоа во релативно лесна група. Валенсија Ајакс 0-3, исто така еден мал вид изненадување, сепак во Шпанија да се победи не е лесно. Така да тешко беше да се типува Лига шампиони ова коло, но али тој што типувал пак на некој начин во тие кои што во наводници се по дефолт губитници имал сигурно високи коефициенти. И сите коефициенти се релативно високи бидејќи тоа се топ надпревари и тука се вреднува буквално секој гол, секој резултат. И ако се одлучите да играте дерби надпревари или играте Лига на шампиони, тогаш сигурно чувството кога го гледате надпреварот е поинако, а и шансата да добиете е релативно поголема бидејќи коефициентите се големи кога играат например Барселона и Интер, кога ако фатите изненадување, успехот на Бриж например, успехот на Генк носи големи коефициенти. Така. Обложување во живо исто така. Така, да. Ракометот. Ајде, тука си... Ракометот беше луда недела. Денови ми звонат колегите од бивша Југославија и некако станавме центар пак. Центар станавме ракометен, сите кои што се ракометни новинари некако ни завидуваат. Вардар растура сега од каде излезе овој Еврофарм работник, го победи Веспрем во двете сеха групи, нашите тимови се први. Има еуфорија, тоа што ние го имаме во ракометот во јануари кога играат репрезентацијата и кога патуваме новинари, навивачи од секаде, ни завидуваат сите како е возможно една мала земја да се поистоветува баш со овој спорт. Да. Дури некои не можат и да не сватат дека тоа е нашиот национален спорт, дека тука сме добри, тука можеме да парираме на силите. И годинава ќе биде така, во Австрија во јануари ќе заминат многу македонци да ја бодат репрезентацијата на Европско првенство. И пак имаме добра група, имаме добри шанси, клубовите ни туркаат добро. Мириса на уште една добра година, ракометна година. За нас е големо задоволство. Зоки, претходниот пат типувавме тикет заеднички.
Прво сами пробавме, тешко, заедно, пак од 5-2 само погодивме. Од кујната на Евротип спортски облажуваници ни пуштија нови утакмици да видат ајде уште нешто да направиме, ни дават уште една шанса. Пак се дерби, пак коефициентите се големи и тешко е да се... Ливчето, значи на едно мало бело ливче ќе ни биде запечатена судбината. Не, сега ќе одиме на добри типувања. Одиме на сигурно, што би рекли. Ајде да видиме, Дженова Милан. Дженова Милан, две екипи кои се во криза. Тренерските позиции се раздрмани на двајцата тренери. Дженова е со Андреа Цоли, нов тренер кој што дојде оваа сезона. Почна добро, но загуби серија на надпревари. Веќе се споменуваат наследници. Гатусо како еден од кандидатите. Милан, што да кажеме за Милан, многу ми навелат најслабиот во историјата. 3 врзани порази има Милан, тоа не се случило. И тука Джампаоло, овој меч му е последна шанса. Јас мислам дека ќе бидат мотивирани, дека баш им е последна шанса да некако да се оправдаат, да си го обелат образот. Да, али тоа се многу тешки надпревари за фудбалерите да ги играат, бидејќи кога играш во голем клуб и кога си под психоза, под притисок, не е лесно да се игра. И така, јас би прогнозирал повеќе, би советувал да се игра на голови, бидејќи тешко е да се погоди исходот, победникот многу е тежок. Италијанските надпревари кога нешто се мора се релативно тврди и предвидувам надпревар со мал број на голови, например 0-3 е игра 0-3, која што би била веројатно побитна. Ајде, одиме играме 0-3. И јас истото го мислам 0-3. Друга такмица ни е Брайтон Тотенхем. Исто, многу незгодни, значи дечки од Евролига многу незгодни ни дадовте. Дајте ни нешто вака поочекувано. Со конечно е двојка. И Тотенхем исто е во... Тотенхем изгуби 2-7 пред 2 дена, 2-7 не е обичен пораз. Значи за европски вице шампион, пораз дома, Лани беа хит и вакви работи не се случува, но... Ако играме на Брайтон, знаеш кој коефициент има? Ако играме на Брайтон е луд коефициент. Пак јас тука би играл на голови, повеќе шанси му давам на Тотенхем, сигурно, но пак посигурна ми е комбинацијата 0-2, 0-3. 0-3 да играме за сигурно, ќе паднат голови тука. Советувам игра на голови. Предност му давам на Тотенхем, но ако е оној прав Тотенхем, не е така годинава, така да топло-ладно кога некој игра. Леле. Следна утакмица, исто незгодна. Ньюкасл, Манчестер Юнајтед, исто. Од лош полош, не знам. Не знам Манчестер Юнајтед навијачите како се чувствуваат кога нивниот тим игра вака како што игра. Вчера против АЗ Алкмар, ни еден удар во рамка на голот, Манчестер Юнајтед, тоа е еден од посебните клубови, не е било кој. Во Англија се релативно стрпливи со тренерите, не е како во Италија 3-4 порази и одма тренерска смена. Во Англија се стрпливи, мислам дека Солскер не ризикува, но кога водиш еден ваков клуб, тогаш некогаш и победа од 1-0 со лоша игра не ти е доволно. Се бара повеќе, се бара аристократија, се бара добар фудбал, се бара забава, Ултрафорд е секогаш полн. Ньюкасл, Манчестер Юнајтед исто 0-3 и пак блага предност на Юнајтед. Блага предност на Юнајтед. Ако игравме двојка, значи потајно во себе вака си викам има една двојка. Знаеш како малку да се вратат баш во таа еуфорија и меѓу Тотенхем и Манчестер некој ќе победи. Сега ми се чини дека за оние кои што не се сигурни во овој тип, играта на голови е попрепорачлива во конечен. Одиме на сигурно ливче да направиме од 0-3. Кој ќе победи не мора да победи, може и нерешено. Да. Супер, следна утакмица Барселона-Севиља. Барселона-Севиља е нешто поинаква ситуација. Барселона од 0 до 5. Барселона 0-0 никогаш не завршува, скоро никогаш не завршува. Го надмира оној период во кој што беше критикувана, во кој што загуби 2 надпревари, Меси се врати, пред неколку дена против Интер реагира на прв примен гол. Барса е екипа која што и дава и прима голови, Севиља против себе има исто таков тип на екипа. Тука мислам дека ќе има многу голови, мислам дека ова дерби ќе биде право дерби. Предност му давам на Барса. Мислам дека ќе победи со многу голови, но претпоставувам дека голови ќе постигне Севиља. Што би играле? Пишу 3+ да играме на ова. Ова ќе ни е поризично. Ке си 3+ или само 3+?
3+. 3+. Да напилдам и коефициент малку. 3+, значи ова да биде игра само на голови. Да. Скоро тоа комплетно играме, ние да. на голови. И последната утакмица најтешката, мислам дека на Интер Ювентус. Интер Ювентус е Па дерби, мислете вие. дерби на Италија, тоа се два тима кои што никогаш, два клуба кои што никогаш не се сакаат и баш гледав во претходно како играле. Последните надпревари им се еднаш Ювентус има 2-1 тепано, значи еднаш биле нерешено 1-1. Мечот е посебен заради Антонио Конте, заради тренерот на Интер кој што е легенда на Ювентус и до пред неколку години беше тренер на Ювентус, многу успешен тренер и сега Не знае маките малку. Да. Навијачите малку го сметаат за предавник бидејќи малку мина преминале од Јуве во Интер и обратно. И се работи за фантастичен тренер. Значи тренер кој што го промени ликот на Интер во експресно краток период, во 2 месеци. Екипата која што е многу слична на Ланската игра. Па сега веќе газат, веќе се онака и популарни. Баш како што игра Конте. Велав дека вистинските екипи треба да наликуваат на карактерот на тренерот. Ова екипа на вистина наликува на карактерот на Конте, иако е во конструкција и не би рекол дека е веќе готова екипа. Екипа која што напредува и која што Зенитот би требало да го достигне за некоја година која ќе добие и на квалитет со уште некое засилување. Интер Ювентус е Јас мислам дека ќе има тука борба, дека не е така баш. тука табелата не игра. Значи Да. кога играат Интер Ювентус, кога има ваков тип на надпревар, не е битно кој е прв, кој е втор, не е битно Ќе има многу натегања, мислам дека нема да ја пуштат онака да е, и мислам дека Да, нема да. да има ни многу голови. Тоа е моје се чувство. согласувам. Некако најблизок ми е нерешениот резултат. X, играм X. Да, да се надеваме со голови да биде возбудливо, бидејќи Атлетико Реал кога зборувавме минатата недела, предпоставивме дека ќе биде тврд меч, дури и се сеќаваш кога прогнозиравме кој ќе биде стрелец на прв гол. Да, кој има прв гол рекол, и стварно немаше. Барем нешто да погодиме. Така да овде мислам дека ќе биде исто тврдо, Дека ќе тешко. нерешено. Може тајде ќе видиме. Е нерешено. Играме нерешено. Тие беа петте. Еве имаме едно лудо ливче, но набиен е доста голем коефициент, ми се чини, бидејќи сите надпревари се со голем коефициент, блиски тимови меѓу себе. Така. Но имаме и предизвик повторно што ни го даде од Евротип. Предизвикот е колку жолти картони ќе паднат на Интер Ювентус. Значи колку голови мислам, тоа е колку жолти. Значи ќе има физичка борба. Јас пробав да проборичкам да најдам колку претходно паѓари, не успеав да најдам, али Па Интер Ювентус е надпрва тежок за судење. Значи денес треба федерацијата да го одреди судијата, но кој ќе тепае? Значи кој поќе ќе тепае прашањето сега. тука ќе биде витештво. Значи мислам дека ќе има сигурно преку 6 или преку 6 жолти картони, не е исклучена можност да има и црвен. Сега е тука VAR технологијата како оние кои што играат на картони или на пенали, VAR технологијата ја гледаат како добар сојузник, бидејќи сега се она што не се гледаше, Па сајде ќе го видиме повторно. ќе го видиме анализираме, повторно. да. Значи жолт картон често може да биде преименуван во црвен, а бројот на пенали со VAR системот драстично се зголеми. Така да моја прогноза е 6 и преку 6 жолти картони. 6 плюс. 6 плюс или пак 6 плюс. ако 6 точно гаѓаме, тоа е тешко да се погоди. Еве нека бидат 6. Ајде, ти одиш на 6, јас одам на 4. Ајде ме барем кој ќе паднат 5. Океј, јас 4. Некој се случува да има и црвен со 2 жолти картони, па имаш Да. и жолти и црвен. Мислам дека следната емисија ќе дадат колку црвени. Ако ова го сгрешиме, мислам дека следно колку црвени ќе паднат. Јас 4 ти 6. Интересно е, знам играчи кои што играат ваков тип на игри, на жолти картони на корнери, и кои што мозокот го насочиле баш на тоа што играат. И Да, тој неверојатно исто јас го имам видено дека буквално се занимава колку корнери ќе паднат. да, и него му е виновен бекот зошто не изнуди корнер, а не зошто не расчисти како што треба. Значи така нешто интересно Има е. мали финти, така да. Филозофијата и мозокот на обложувачот е специфична работа. Океј, тоа е тоа. Мислам дека Добар предизвик имаме сега. Да, добар предизвик, али по што се кладиме? По пиво. По пиво. Ајде по пиво. По пиво. Идната недела ќе биде мирна недела, има репрезентации, значи после овакво мало затишје, па можеме на пиво. Готово. После добар предизвик. Вие не заборавајте да играте на нашата наградна игра, 100.000 денари, значи 11 евро шанси за 100.000 денари. Имате уште колку? Веќе трета етапа, ви останувате уште таму до 28 декември, смислувајте добри тикети, правете добри комбинации и останете со нас.
Значи се кладиме. Јас Зоки, Евротип спортски обожувалници. Чао. Чао, чао.